Dobar den, dragi učenici. Se naoѓате во e-училница на часот по македонски јазик за трето оделение. Моето име е Стојна Живик, наставник во Општинското основно училиште Круме Кепевски во Скопје, општина Кисела Вода. Денес, на овој час, ќе обработуваме легенда. Што треба да научиме на овој час? Треба да научиме што е тоа легенда, да ја разбереме содржината на текстот и да умееме да определуваме ликови, време и место на настанот. На фотографиите е представено Дојранското езеро. Верувам дека многумина од вас го имаат посетено ова наше прекрасно езеро. Дојранското езеро е едно од трите природни езера во нашата татковина. Се наоѓа во југоисточниот дел на Република Северна Македонија. Дојранското езеро е познат туристички центар во нашата држава. Луѓето, кога не можеле да го објаснат настанувањето на некои природни појави и феномени, создавале приказни со кои самите си го објаснувале нивното настанување и таквите приказни се викаат легенди или преданија. Легенда или предание е текст во кој се раскажува како настанало некое место, некое езеро, река или како нешто го добило своето име. За настанувањето на Дојранското езеро постојат неколку легенди. На овој час ќе научиме легендата за Дојранското езеро. На местото на денешното езеро се протегала широка долина со бујни ливади и разновидни градини. На едно подкренато место имало голем извор. Покрај долината живеела убава девојка која се викала Дојрана. Во Дојрана биле заљубени многу момчиња, но за голема несреќа и еден турски големец Кајмакам. Убавата девојка не можела да замисли да се мажи за него. Кајмакамот почнал да оди по неа. Ја следел на секој чекор, не и давал мира. Наоѓајки се во безизлезна положба, а да не му падне во неговите раце, се фрлила во големиот извор. Изворот го прифатил нејзиното невино тело. За да го покрие и освети, почнал да се излева. Ја покрил целата долина. За кусо време долината се претворила во прекрасно езеро, исто како што беше прекрасна и девојката Дојрана. Езерото го нарекоа Дојранско езеро, а градот Дојран. Така вели народната легенда.
Na следниот слайд гледате еден цртеж на кој што е представена девојката Дојрана и една фотографија со скулптура на девојката Дојрана која се наоѓа во градот Дојран. Слушајќи ја легендата за градот, за настанувањето на градот и езерото Дојран, сретнавте и еден непознат збор. Тоа е кајмакам. Кајмакам значи турска граѓанска титула. Сега, ученици, малку да поразговараме за содржината на легендата. Се запрашуваме зашто раскажува легендата. Во легендата се раскажува за настанувањето на Дојранското езеро. Како е представена девојката Дојрана? Девојката Дојрана е представена како многу убава девојка во која биле заљубени многу момчиња. Како настанало езерото според легендата? Според легендата, езерото настанало кога убавата Дојрана, не сакајќи да се предаде во рацете на турскиот кајмакам, се фрлила во големиот извор. Изворот го покрил незиното тело и почнал да се излива во целата долина. Набрзо долината се претворила во убаво езеро. Кои чувства кај вас ги побуди легендата? Легендата, кај сите што ја читаат, побудува тажни чувства поради смртта на убавата Дојрана. Ваша домашна задача, драги ученици, ќе биде да истражите дали постои некоја легенда поврзана со вашето место на живење. Јас се потрудив да ви помогнам со неколку идеи за вашето истражување. Ви ги посочувам следниве локации: Пелистерските очи на планината Пелистер, камените кукли кај селото Куклица, како и ликот на познатиот крали Марко. Ви благодарам на вниманието.